Без големи изненадувања во поглед на кандидатурите од СДСМ за градоначалници на општините во регионот е соопштувањето на имињата со кои партијата на власт ќе излезе на предстојните локални избори. Партискиот председател Зоран Заев на пресконференцијата на која ги соопшти првичните 30 на кандидати го вброи и актуелниот градоначалник на Виница Ивица Димитров како предлог за уште еден мандат на раководното место во општината. Слично како и за другите кандидати, Заев и за него рече дека тој со својата работа ги оправдал очекувањата и на граѓаните, но и на самата партија, поради што анкетите покажале дека треба да влезе во трката за втор градоначалнички мандат. Димитров пак истакна дека ваквата одлука на раководството на СДСМ за него била очекувана. Најпрво благодарност до председател Зоран Заев и целиот извршен одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Што се однесува до кандидатурата, јас можам да кажам дека беше и очекувана, со оглед на фактот дека сите спроведени теренски анкети дава голема предност за мене, не само во внатре-партиските редови, туку и во опонентите од ДПМН. Така да можам да истакнам и со реализирањето на огромен број проекти за општина Виница, во моментот се нешто повеќе од 200, препозна кандидат кој што може повторно да излезе и да победи на следните локални избори. Веќе од денес почнуваме со нова програма, бидејќи постоечката програма која што има пред 4 години е реализирана повеќе од 85%, така да очекуваме нова програма која што ќе биде во интерес на граѓаните на општина Виница. За разлика од Виница, председателот на СДСМ Заев во првото соопштување на имињата на кандидатите за градоначалници не го спомена актуелниот прв човек на општина Кочани Никол Чуилиев. Неофицијално, тој има највисок рейтинг на анкетите од Сдруженијата на граѓани, но и кај двете најголеми политички партии во општината, поради што во јавноста се јавува дилема зошто Заев не ја најави неговата кандидатура. Самиот Илиев пак ја објаснува причината за тоа. Сметам дека тоа е партиска работа и дека воопшто ниту се мешам, ниту имам потреба да коментирам една таква одлука кој ќе биде и како и каде ќе биде поставен градоначалник. Она што ме прашувате за мене лично, морам да ви кажам дека јас немам поднесено никаква апликација и од тие причини не очекувам ниту да биде споменато моето име. Имав повик, од една политичка партија, бидејќи сум бил предложен според нивните информации како еден од можните кандидати да поднесам апликација, меѓутоа јас одговорив дека јас уште како што најавив многу одамна дека мојот мандат трае 4 години, ќе се потрудам во тие 4 години, односно до истекот на мојот мандат, да завршам поголем број од проектите кои што се во тек и се планирани од наша страна да бидат завршени и дека јас не планирам да поднесам апликација за втор мандат. За сега имаме некои разговори со дел од раководството на партијата. Сето тоа е сепак го сметам за еден вид нормални разговори кои се во делот на нашата и секојдневна соработка со централната власт. Меѓу 30-тината градоначалнички кандидатури од СДСМ, што ги соопшти председателот Зоран Заев, во источниот регион се најдоа и имињата на актуелните градоначалници во Штип, Пробиштип, Делчево, Карбенци и Лозово. За почетокот на идниот месец се очекува да се официјализираат партиските кандидати за градоначалници и за останатите општини.